баскетот, МЗТ Скопје и Работнички се специфичен и посебен празник за љубителите на спортот, не само во главниот град, туку и генерално за сите поклоници на кошарката, на најпопуларната тимска игра кај нас. И обично посетеноста, поддршката која што едните и другите по традиција ја имаат од навивачите, секогаш давала дополнителен шарм, убавина, привлечност и амбиент на секој од претходните 150 меѓусебни дуели на аеродромци и кошаркарите од градски парк. Меѓутоа, денеска поинаку е во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. За жал на љубителите на кошарката, пред празни трибини се игра 151-то вечно дерби. По препораката од македонската влада за сите поголеми јавни собери, вклучувајќи ги и спортските надпревари, барем до 6 март да се играат без присуство на публика, еве Кошаркарската федерација наложи, а клубовите беа доведени во ситуација да не можат да одбијат, без поддршка од трибините да ги одиграат првенствените мечеви во тековниот викенд, па жртва на сето тоа се и МЗТ Скопје, Аеродром и Работнички. Тоа е сигурно разочарувачки за поддржувачите на овие два тима, за сите кои што ја посакуваат и се на некаков начин инволвирани во македонската клубска кошарка, така што од тој аспект штета што сведоци на оваа пресметка може да видат само гледачите на македонската телевизија. И затоа, почитувани гледачи, ве поканувам да бидете со нас во наредните нешто помалку од 2 часа, да го проследиме второто меѓусебно дерби на најголемите конкуренти во македонската клубска кошарка, МЗТ Скопје, Аеродром и Работнички, кое што како и секогаш ќе влие на кроењето на изгледот на врвот на табелата во прволигашката конкуренција. По претходните 15 одиграни средби, аеродромци се на челното место со биланс од 12 победи и 3 порази, додека Работнички со 4 неуспеси од исто толку одиграни меча е за нијанса подолу на табелата. Идејата, намерата, желбата на тимот на Димитар Мираковски е да се изедначи според билансот со најголемиот ривал уште по денешното гостување во спортскиот центар Јане Сандански. Игор Митровски, Алија Феревски и Александар Давидов ќе ја сочинуваат судиската тројка на денешниот надпревар. Претходно ги видовте и составите на двата тима, накусо во тимот на МЗТ Скопје Аеродром: Крстевски, Милошевиќ, Николов, Василевски, Магдевски, потоа двете засилувања Олуџоби и Атар, Херис, Стојановски и Маслинко се во ростерот на Ѓорѓи Кочов, во кој што денеска го нема и американецот Џабари Хинц, плеймейкерот кој што беше еден од носителите на играта во досегашниот тек на првенството, но со падот во формата кој што коинцидираше и со лошите игри, резултати и низата порази во АБА-2 лигата, многу известно е Хинц да биде испратен со благодарност за досегашниот придонес од редовите на актуелниот македонски кошаркарски првак. Во тимот на Работнички, затоа денеска Балмазовиќ, српскиот интернационалец е новото име, покрај Демиер Пиц, американецот кој што во зимската пауза ги засили редовите на нашиот најтрофеен кошаркарски тим. Во тимот на Мираковски уште и Лесколт, Стефани, Маријан Младеновиќ, потоа Николовски, Младеновски, Мијатовиќ, Ефремовски и Бошковски и Беловски, кои што се повеќе за пополнување на ростерот од имиња, вкупно 11 во официјалниот записник. Го очекуваме почетокот на второто годинешно дерби меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Работнички. Првото, она во салата Градски парк, одиграно на 24 ноември оваа година, му припадна на актуелниот шампион со убедливи 93-68 во мечот во кој што Работнички претрпе еден од најкатастрофалните порази и воопшто се прикажа во едно од најлошите изданија кога станува збор за меѓусебните соочувања со екипата на МЗТ. Првиот напад за екипата на Работнички е го Балмазовиќ, Лесколт, американецот Пиц, Ефремов, односно Младеновски и Кирил Николовски. Тоа е составот на првата петорка во
редовите на работнички на денешниот меч. Андреј Магдевски, Ѓорѓо Милошевиќ, потоа Андреј Масленко, Дамјан Стојановски и новиот крилен центар Феми Олуџоби, кој што ќе покрива и на позицијата 5, се во почетната постава на Ѓорѓи Кочев. Еве го Масленко во налет, и тоа запрен со прекршок од Любомир Младеновски. Прва лична грешка за доскорашниот центар на екипата на МЗТ Скопје Аеродром, кој што по неколку години престои во Јане Сандански, изминатото лето се реши да пронајде нов предизвик во редовите на екипата со најголем број шампионски титули. Две слободни фрлања за Андреј Масленко. Овој надпревар се игра по пауза од 3 недели, толку долго изнесуваше одморот меѓу 15-тото и 16-тото коло, пред се поради тоа што Кошаркарската федерација се определи да го прескокне оној редовен февруарски термин за завршниот турнир на клубот, давајќи шанса за што подолги подготовки на националната репрезентација, која што со 2 пораза ги стартираше квалификациите за Евробаскетот 2021. Работнички не го реализираше и вториот напад, а Масленко во контра, извонредно проигран од Магдевски, се погрижи за водство на МЗТ од 30:0. Што повеќе од една минута на надпреварот досега, Младеновски во противничкиот кош е првиот гостински играч кој што ја сместува топката низ обрачот и ги запишува првите поени против неговиот до неодамнешен клуб. Милошевиќ ја преживеа чистката на странците, која што се случи во изминатиот период, заедно со хрватот Морнар и со србинот и со словенецот Радуловиќ и Хинц на излезна врата од тимот на МЗТ. Така што турчинот Атар, Олуџоби кој што му се приклучи на тимот, Милошевиќ и Херис е квартетот интернационалци, со кој што во моментов располага тимот на МЗТ. По меѓувреме Младеновски за водство на работничкиот 4-3. Магдевски во рекетот за Олуџоби, прием помеѓу двајца високи противнички играчи. Тешка беше таа позиција меѓу Николовски и Младеновски, не успеа дебитантот во редовите на МЗТ да поентира. На првите 2 нереализирани напада на работнички, еве 2 акции без коши на МЗТ. Лесколт навлез во рекетот. Топка е ова за тимот на МЗТ. Лесколт играше со нога. Рекоп 93-68 за тимот на МЗТ во Градски парк пред нешто повеќе од 3 месеци. Еден од најуверливите триумфи на македонскиот шампион на гостување, така и најсериозниот противник во македонската кошарка. Масленко поентира од втора шанса и при тоа изгуби прекршок, има дополнително слободно фрлање. Сите 5 коша засега се дело на Андреј Масленко, извонредна снаодливост. Личната ја направи Демјер Пиц. На истекот на третата минута, 5-4. Две нереализирани слободни фрлања за Масленко на стартот. Но тој ги постигна сите 5 поени за домашниот тим, како што Младеновски е стрелец на сите кошеви во екипата на работнички. Перевски суди прекршок од Олуџоби во ова туркање со Младеновски во рекетот под кошот на МЗТ. Демјер Пиц го игра третиот меч за работнички. Дојде во зимската пауза, откако првиот дел од сезоната го мине во унгарски Шопрон. Беше отпуштен од таму. Чиста блокада на Стојановски, премногу комотен беше Палмазовиќ и завршница на капитенот на МЗТ за водство 7-4.
Пиц во рекетот за Младеновски го излета Олуџоби, продолжува и понатаму ова исклучително инспирирано издание на Љубомир Младеновски против поранешниот клуб. 7-6. Магдевски за Милошевиќ. Презеде Младеновски, меѓутоа Маслинко стапна на страничната линија од игралиштето, невнимание, мал падна концентрацијата, отворен му беше патот кон противничкиот кош, проблем е што не водеше сметка за поставеноста. Еве го стапнувањето на страничната линија од теренот. 7-6, Работнички повторно може да го преземе водството. Пиц за Николовски и тој поранешен кошаркар на тимот на МЗТ поентира Николовски 8-7. 4-0 прави Работнички. Средишница од првиот квартал на дербито на 16-тото коло. Стојановски против Лесколд. Вади кон Магдевски, шут за 3 и поентира плеймейкерот на МЗТ Скопје. Кога веќе го нема сега Џабари Хинц, и Магдевски и Николов уште повеќе ќе мора да преземат одговорност и на своји плеќи да го изнесат предстојниот пресуден дел од сезоната за тимот на МЗТ, кој што по 4 порази едно по друго во последните 4 кола од АБА-2 лигата на некој начин под сомнение си го доведе пласманот во плејофот. Уште малку има до завршницата на основниот дел на сезоната. Балмазовиќ. Ја загуби оваа топка сега Николовски, очекуваше прекршок, очекуваше фаул всушност. Ѓорѓевиќ, односно Ѓорѓе Милошевиќ, па Магдевски против Пиц. Слалом на Магдевски меѓу двајца играчи, убаво положување на љубавата индивидуална акција. До сега 4 коша едно по друго на Магдевски, 12-8. Ова е највисоката разлика која што ја прави до сега една од екипите. Младеновски со дресот со број 15. Младеновски до неодамна 13-ката беше на неговиот грб, меѓутоа по трагичната смрт на легендата на македонската клубска кошарка Благоја Ѓоргиевски Буштур, Работнички ја повлече од употреба славната 13-ка. Милошевиќ нема тројка, нема ниту офанзивен скок на Магдевски. Измина 6 минути, се уште не прават замени ниту Кочов, ниту Мираковски, а првата тројка на надпреварот за Работнички ја постигнува Демиер Пиц. Постигна 4 тројки од 10 обида во претходните 2 меча против ФНП и против Евроникел, тимот на Работнички. Двата дуела ги одигра на свој терен по зимската пауза. Ова е првото гостување, а ова е кош. Биеше Стојановски за 3 поени, стори се Младеновски да спречи погодок. 15-11. Одговор на Дамјан со тројка по тројката на Пиц. Лошо додавање од Пиц за Младеновски, оди во контра Милошевиќ. Олуџоби, атракција со забивање, први поени за 24 годишниот Олуџоби и штом прави МЗТ 6 разлика. Мираковски бара тајмаут на нешто над 3 минути до првиот краток одмор. Не може така, ело! Не може Дамјан Стојановски, ело, да му даваш да шутира! Тишина! Не можеш ти на Дамјан Стојановски му се повлагаш овде да го осташ да шутира. Која ти е ова одговорност? Hey, now they switch on the pick and roll. Hey, play 5. Put the Hayden, you're here. Play 5, pass the ball, one more pick and roll. Give the ball back on D. And D from the top, play 1-on-1, just this. And hey, you must have this balance. 5, 2, 4, 3. When you play 1-on-1, best screen here. Okay, when you play from the top, don't go too much. Always to put the ball on the low post when we have this. Listen now. In offense now.
play 4. But hey, on the end, Billy, make here good screen. Force them to switch. If they don't switch, immediately go out. But we don't run, we don't run in offense, we don't run in defense. Not ti kažem, ne da iskakaš, flat ti kažem, faul, ne da mi iskakaš vaka. Ajmo, 1, 2, 3. Две кратки минимални водства на работничкиот, по еден разлика и МЗТ ги држи под контрола случувањата на теренот. 6 разлика, 17 спрема 11. По 5 поена за Дамјан Стојановски и за Масленко, 4 за Магдевски, 2 за Олуџоби. Демјер Пиц. Мираковски не годуваше на тајмаутот, но токму Николовски ја постигнува втората тројка за гостинскиот тим. Предходната е на Пиц, 17-14. 5 поена за Николовски. Милошевиќ. Не менува се уште ниту Кочов. Милошевиќ заглави, доведувајќи се во тешка позиција, без реализација, не можеше да помогне ниту Олуџоби. Младеновски доминантен и разбирливо ќе поентира преку Магдевски. 5-0 прави работнички, 17-16. 8 поени на Љубомир Младеновски. Уште 2 минути од првата четвртина. Масленко. Невнимателен Магдевски, краде Пиц, меѓутоа газеше на линијата пред очите на судијата Давидов. Се излизга плеймейкерот на екипата на работнички. Стојановски, шут од 3 преку Лесколд, од свртување, без многу размислување, му дава шанса на работнички да го преземе водството. Пиц. Навлез Лесколд, дивок за сега американецот, фаулиран, пошто ќе изведе 2 слободни фрлања. Тој е најефикасниот играч, првиот стрелец на работнички досега во годинашната сезона, за речиси 35 минути во просек по надпревар, постигнува по 19 поени. Има и над 5 асистенции по меча. И првите поени на Хейден Лесколд, израмнување на 17-17. Имаше повеќе промени на водството. Ова е прво израмнување, со тоа што и тоа е краткотрајно, бидејќи реализира Лесколд и сега за нешто повеќе од една минута МЗТ дозволува работнички да направи серија од 7-0. Бојан Крстевски на местото на нова Илијата, на местото на дебитантот Олуџоби. Магдевски. Стојановски, колку од Крстевски, се намести станично очекувајќи повратна топка, на влез. Стојановски фаулиран при шут, лична на Младеновски. Втор фаул на Љубомир Младеновски. Трета тимска лична грешка за работнички во оваа прва четвртина. МЗТ има само 2. И Николов ќе го замени, и Магдевски. Промена на плеймейкерската позиција во редовите на нашиот шампион. Дамјан Стојановски, еден од најпрецизните изведувачи на слободни фрлања во нашата лига. Ова му е 50-то реализирано слободно фрлање од вкупно изведени 59, или 85% реализација за македонскиот репрезентативец. Неговата смирена рака го прави најефикасен играч до сега на надпреварот во редовите на МЗТ. Уште по една промена на водството се буди Лесколд. Одново реализација и повторно води работнички. Милошевиќ. Добро затвори и Балмазовиќ. Масленко. Уште 4 секунди за шут. Биеше Милошевиќ од над 7 метри. Лесколд. Младеновски, врачување нема за Пиц.
Шут од полудистанца, еден обид за долга, двојка, без погодок, останува на острите кош од Младеновски за сега. Оби Милошевиќ, добро во одбраната Лесколд. И го сочека тука сега Балмазовиќ за да коригира Младеновски. 10-ти погодок на Младеновски ја прави оваа серија работнички и стекнува највисока разлика, плюс 3, 22-19 на помалку од половина минута до крајот. Кочев бара тајмаут. Ej, poleka, alo, сега почна такмица, полека. Ali ne može da pravi ovakve greške, poleka. Иди испод на овој пик and roll, врати уште една што му стане. Дај вам. Може да застане зона, окей? Ако застане зона, 3 роти. Одлike од ставите Дамјан. Ерон, go for Georgia. You be here. 3 рота и ти играме напад. Цел напад до крај, добра? Дај ваму, Маслина. Кико, не може да иде на 3 рота и ти испод. Значи, што сакам, слушай ме. Сакам Маслин после ова да ја нападнеш овде, да ја зона и да ја човек. Овде ќе биде Ерон на шут. Сакам да го гледаш овој покет пас ке Бојан или овој пас овде. Дали јасно? Немаме, има скок, ми фаќа офанзивен скок 3 пати. 3 пат офанзивен. Джоле, дигни крало, Джоле. Ајде ке тебе, ајде. Ерон Херис ќе го замени индиспонираниот Ѓорѓе Милошевиќ во петорката на тимот на МЗТ во завршницата од оваа прва четвртина. Треба дополнителни 10 на секунди за да се организираат домашните кошаркари да изведат од собствениот кош. Работнички поентираше претходно. 3 секунди е разликата меѓу двата часовника. Маслинко обкружен со двајца играчи. Тешка позиција, одлично се најде Маслинко. Седми кош за домашниот крилен центар, толку има и Стојановски. 22-21, измина времето, а потоа овој обид, крлената топка од огромна далечина. 22 спрема 21, минимална предност за кошаркарите на работнички. 10 поена за Љубомир Младеновски, кој што направи 2 лични грешки. За сега извонредна партија на доскорашниот центар на екипата на МЗТ. 5 погодока за Кирил Николовски, 4 за Лесколд, 3 за Пиц. Четворица играчи ги постигна сите кошеви во редовите на тимот на Димитар Милјаковски. Додека за МЗТ по 7 коша на Дамјан Стојановски и на Андреј Маслинко, 5 крај името на Андреј Магдевски, а 2 за дебитантот Богу Џоби. Што велат бројките по ова прва четвртина? Работнички бие од поле со 52% успешност, 9 од 17. При тоа 7 погодени шута за 2 од 11 обиди и 2 тројки. Процентуално рече си идентично стојат и двата тима со оглед дека МЗТ е на 53% реализација, 8 од 15. За 2 коша погодуваат доматините со 60% на успешност, 6 од 10. 2 тројки од 5 обида, 3 реализирани слободни фрлања од вкупно 5 за нијанса, подобар работнички во скокот, 9-7. Отприлика израмнето во сите статистички категории со тоа што за сега Младеновски е поединецот кој што отскокнува, со 10 поени и 4 скока за сега. Магдевски повторно на теренот, заедно сега во поставата со Николов на бековските позиции, Херис на тројка, Маслинко и Дамјан Стојановски со ниска постава. Со тројца ниски кошаркари, Ѓорѓи Кочов. На спортивната страна Мијатовиќ и
Балмазович се на позициите 4-5 во редовите на работнички. Се намести Ерис и реализираше во првиот шут за 3 поена. На почетокот на вториот период. 24-22 МЗТ го презема водството, а потоа веднаш фаул прави Кристијан Николов. Маријан Младеновиќ. Засилувањето од Куманово, поранешниот играч на блокот Техна. Кратко, без официјален надпревар во редовите на Гостивар Младеновиќ. Асистенција од Лесколт за Мијатовиќ. Еден од највозрастните и најискусните играчи во македонскиот шампионат. И исто така поранешен кошаркар на МЗТ. Израмнување 24-24. Херис уште еднаш за тројка. Погодува сега и од спротивната страна. Губи топка работнички. Николов. Таа Стојановски вади повторно за Николов и тој бие за тројка, не погодува. Еден избрзан шут го повлече ситуацијата. А затоа со карактеристичниот шут Маријан Младеновиќ ја забележува првата тројка. 27-27. Веднаш потоа направи и прекршок под противничкиот кош, прва лична грешка. Минута и пол во втората четвртина. Резултатот нерешен. Крстевски. Стојановски. На него Стефан Младеновиќ. Масленко. Изминуваше времето, затоа и потребата по секоја цена да се завршува нападот, не успеа да реализира Масленко. Пиц. Младеновиќ, двајцата плеймейкери во редовите на работнички. Младеновиќ пак се намести, пак ќе погоди. Ова е шут за 2, покажуваат судиите. Давидов беше многу близко до местото од каде што шутираше Маријан Младеновиќ. И причина за уште еден тайм-аут на Ѓорги Кочов уште во раната фаза од вториот квартал. Води работнички 29-27. Зашто свичате курас на онам? Како свичате од пейза? No switch! Нема пријаме најмни кошик, пичку матери! И таму транзиција заустави тоа фаул таму, немој да фока ги враќа у живот, два таму коши. И поагресивно мора да играме. Listen now. Дамјане. 1, 3, 4 and 5. Okay? Arrow. Okay? Triple. 1. They will go under. This is good for us. 4. Damjan. 5. Pass to him on low post. They will switch guard to guard. Hey, in offense, play another play after this play chest. Не, играј хорс 4, подобри блокади. Иди, сега Дамјан, не чекај блокада од мене, направи му добра блокада, биде одма на зица. Да. Ей, кој тоа се ти? 1, 2, 3. Паул, ей, памет, паул, let's go. Петмина кошаркари на МЗТ Скопје Аеродром беа дел од македонската репрезентација на првиот февруарски прозорец од тековните квалификации за Евробаскетот наредната година, така што дури по доаѓањето, по враќањето од далечниот Перм, Ѓорги Кочов можеше да го собере тимот, но не и многу да тренира, бидејќи во четвртокот Аеродромци има меч со Динамик, еден од послабите тимови во АБА-2 и неочекувано доживеа пораз пред домашната публика, со што си го искомпликува финишот на последниот дел на сезонот во АБА-2 регионалната конкуренција. Серијата од 4 порази е очигледен показател за падот во формата, со која што се соочува тимот на МЗТ и затоа ова дерби е на некој начин момент за да кренат работите по нагорна линија, барем такви се очекувањата во редовите на Аеродромскиот суперлигаш. Стефан Балмазовиќ ги постигна дебитанските поени, работнички има водство од 4 разлика, 31-27 на истекот на 13-тата минута. Крстевски, краток. При себе доволно беше Николов.
Овде има фаул, а има и кош, тоа значи дополнително слободни за Кристијан Николов. И тоа во ситуација кога Работнички досега ја направи најголемата разлика, прекршокот на Мијатовиќ. Или по официјалната кошаркарска терминологија станува збор за лична грешка, прекршок е саме друго. Прецизен Николов. 30-31. Недостасува што кошаркарите на МЗТ секогаш го имаат како дополнителна енергија и поддршка од трибините на ваквиот тип на тревари. Денеска во една камерна, театарска атмосфера. Еве со петиот кош на Демиер Пиц. Повторно Работнички на плюс 3. 33-30. Милошевиќ. Олу Джоби. Против Балмазовиќ. Загубена топка. Добра одбрана на Работнички. А сега транзиција. Бие Балмазовиќ за 3. Од трк. Позицијата беше сосема окей, иако некој ќе стекне впечаток дека шутот е избрзан. Николов. Затворен периодот и потоа фаул на Младеновиќ. Значи Маријан Младеновиќ, Стефан Младеновиќ, обајцата се во петорката, се враќа сега на местото на Мијатовиќ и Љубомир Младеновски. Ќе ми простите за секој ненамерен пропуст при изговорот на двајцата Младеновиќ и на Младеновски. Николов. Бие и погодува Херис, негова трета тројка и тоа сите за нешто повеќе од 4 минути игра во вториот период. 9 кошак. 3 од 3 има Херис. Ќе одговори ли Николовски? Ќе одговори. Негова втора тројка. 36-33. Средина полека од втората четвртина. Николов. Приде Стефан Младеновиќ. Мравака кон Милошевиќ. Лесно крај Маријан Младеновиќ. Крстевски. Нема тројка. Офанзивен скок на Олу Джоби од табла. Нема фаул. Сметаат арбитрите. А потоа лична прави Кристијан Николов. Два тимски фаула за МЗТ во втората четвртина и двете се на Николов. Кошаркарите на Работнички направија 4. Биц со една рака го искористи до максимум отворениот простор. Станува збор за најмалиот играч во редовите на тимот на Работнички. 5 разлика, највисоки досега за Работнички. Веднаш призна Бојан Крстевски. Не одат нештата по планот, по волјата на Ѓорѓи Кочов. Се враќа Масленко на местото на Бојан Крстевски. Го пропушти Крстевски мечот против Динамик во оба два лигата. Неправилно го изведоа од собствениот кош, кошаркарите на Работнички, ја прими топката Младеновиќ уште пред да влезе во теренот. Повратната до него и затоа подарок за МЗТ. И тоа во ситуација кога Работнички можеше да направи 7 или 8 разлика. Херис, веднаш шут и 4 од 4 за Ерон Херис. 12 коша. Покрај него само уште 3 по 1 за Николов во оваа втора четвртина. Само Херис го одржува МЗТ
во некаков егал со Работнички. 2 разлика. Ќе одговорили Стефан Младеновиќ. Претходно Николовски погоди тројка веднаш по тројката на Херис, а сега Стефан Младеновиќ. Со неговите први поени. Шутот одлично функционира кај Работнички. Олу Џоби прими топка во воздух од Николов, а има лична на Младеновски, но нема фаул затоа што играше со нога таму Олу Џоби. Веднаш сигнализираше Давидов. Маријан Младеновиќ. Воен блок добио двајцата центри. Младеновиќ, слично како Пиц од спротивната страна. Нежен во одбраната Николов. Маријан Младеновиќ 7 коша, сите во вториот период. Највисоки 7+. 43-36. Милошевиќ против Стефан Младеновиќ. Додавање за Олу Џоби против Младеновски. Вади кон Николов. Шут за 3. Само шутот од дистанца успева МЗТ да го одржува во надпреварот. 5 тројки во втората четвртина. 43-39. Фаулиран Пиц. Нема да влезе топката. Има 2 слободни фрлања. Личната ја направи Олу Џоби. Излегоа Магдевски, односно излегоа Николов и Милошевиќ. Магдевски се врати во игра и Дамјан Стојановски. Во претходните 2 меча Пиц постигна по 9 коша просечно. Со оваа двојна реализација на слободните фрлања веќе достигна до 9 поена на денешниот меч. 45-39 води Работнички, нешто повеќе од 3 минути до големиот одмор. Херис. Стојановски. И оѓа на помош Олу Џоби, нема пик ен рол, затоа Маслинко е на шут за 3. Продолжува МЗТ со снайперскиот шут од зад линијата 6-75. 10 погодока кај името на Андреј Маслинко. Осум од 14 процентуалната реализација на шутот за 3 поена. Работнички има 5 од 11. Стојановски. Тој ги организира последните 2 напада на МЗТ. Сам против Кирил Николовски и звонредно Дамјан Стојановски. Овие негови први кошеви во втората четвртина, со кој што МЗТ намалува само на поен негатива, 45-44, се причина за Мираковски да побара тайм-аут. Сам да шутира кој сака нека. Head for Stefan. Hello, when you have 7, 8, 5 seconds, switch. Bube, switch, Stefan. Ама сега не можеш. Listen now. Hayden. Play 3 for first offense. 3 for Hayden. Dribble the ball. Play this. Bube. Pick and roll, move everybody. Second offense. I told you, hey, on this 5, when they play side defense, pass on 5. 5 go low post. D, stay like this. How he stay on the side? Here, just fake it, go back. You have open, immediately attack. Don't go on this screen like this. Не идете у блокада на ова. Арон, ајде. Ајмо, е. Ајде, полувреме нормално, ајде. Работнички. 2 минути и 20 секунди до крајот на првото полувреме. Работнички понатаму ја одржуваа предност. Серијата од 8-2 го врати МЗТ на минимален заостаток.
Демир Пиц. Лескол. Фудбал од Магдевски. Младеновски. Лесколд па Балмазович против Стојановски на второ обрач. Извонредно Стефан Балмазович, има и фаул над него, ќе изведе дополнително слободно. Дамјан Стојановски ја направи втората лична грешка. Унгарски Натурекс Зеден беше последниот клуб во кариерата за Стефан Балмазович, кој што потекнува од младинските категории на Црвена звезда, а низ кариерата настапуваше во српските клубови Мега, Металац и Раднички Крагуевац, со кој има и половина сезона во АБА лигата на првачката 2013-2014, потоа и интернационална кариера во странство. Трета лична на Љубомир Младеновски за најдобриот поединец на Работнички, кој што досега покрај 10 коша има и 6 скока. Рано влегува во проблем со фаули Младеновски. И тоа по принцип треба да биде загрижувачко за Мираковски. Во серија Дамјан Стојановски 46-48. Последни 2 минути од полувремето. Балмазович вади за Лескол. Бие преку Стојановски. Лична за 3 слободни. И за Дамјан трет прекршен, трет фаул. Шутот беше за 3. Бара од клупата на МЗТ да се погледне снимката. Ние го видовме сето тоа и забележавме и контактот на Дамјан Стојановски беше пред да падне, да се спушти Лесколд, откако биеше за 3 поена. Милошевич на местото на Стојановски. Тоа ќе биде замената. Со 11 поени Дамјан е вториот стрелец на мечот за Деран Херис, кој што има 12. Шест од 6 Работнички од линијата за слободни. Ова е првото промашување. Направо на уштедно. Хейден Лескол. За него 6 коша, за Работнички вкупно 50. Греши сега Милошевич, денеска индиспонирана. Лескол ќе искористи до максимум. Вака оди Работнички на плюс 6. Втора највисока предност. Милошевич. Вади за Магдевски. Бие за 3. Магдевски. Прекината е серијата тројки на МЗТ. Практично само на шутот од надвор се сведуваше играта на МЗТ во оваа втора четвртина и покрај 6 тројки во оваа фаза од мечот МЗТ е на 6 негатива за Работнички. Мијатович. Затоа шутот од далечина е сега оружјето и на Работнички. Подсетува и Мијатович колку знае да биде прецизен од надвор. 9 разлика води тимот на Работнички. 55-46, последна минута. МЗТ во евидентна криза. Олуџоби, тешка топка добива од Милошевич против Младеновски. Удвои тука Мијатович. Нема реализација за најновото засилување. Прва контра сега Маријан Младенович. Прифаќа Лесколд, малку тешкоти при приемот. Ќе направили Работнички двоцифрена разлика пред паузата. Шут за 2. Николовски без реализација. Магдевски со дефанзивен скок. Само да го ублажи овој веќе дебел минус МЗТ може
до истекот на оваа втора четвртина. Макдевски, тешка позиција крај Мијатовиќ. Газеше на линијата од грешка во грешка аеродромци. Шеста нивна загубена топка. Надскокани од противниците, згорана се 16-11 со односот 4 секунди и 4 десетинки до крајот на оваа втора четвртина. Демјер Пиц се приближува и успеа да се крене на шут, за малку нема реализација. 55-46. Огромен број примени кошеви за МЗТ, работнички игра нападјачки и извонредно полувреме, со тоа што оваа втора четвртина ја добива со 33-25. 9 разлика се највисоката предност на работнички, кој што не оптоварен од никаков притисок пред празните трибини на Јане Сандански во ова што требаше да биде супер спектакуларно дерби, а неговата убавина е уништена со оглед на отсуството на публиката. Барем за сега текот на нештата во целост оди во прилог на гостинскиот состав, кој што го има за сега расположениот Младеновски со 10 постигнати поена, 9 има Пиц, 8 Лесколт, 7 Стефан Младеновиќ, односно Маријан Младеновиќ, а по 5 коша за Балмазовиќ и за Мијатовиќ. Во редовите на МЗТ, 12 поена за Херис, 11 за Стојановски, 10 за Маснико, но попусто тројцата двоцифрени, кога и покрај 6 тројки во вториот квартал, МЗТ му препушти на најголемиот ривал да направи огромна, за малку и двоцифрена разлика. Ќе биде сигурно интересно и во продолжението на преварот ќе се вратиме со слика во празната арена Јане Сандански за 10 минути. Работнички води против МЗТ Скопје Аеродром со 55-46 на гости во празната арена Јане Сандански во Скопје во дербито на 16-тото коло од македонското кошаркарско првенство. Второ дерби меѓу вечните ривали во нашата кошарка, откако пред 3 месеци МЗТ славеше во градски парк со 25 поени разлика, 93-68. Барем за сега на половина од оваа возвратна средба, која што се игра без присуство на гледачи, резултатот и текот на нештата на теренот се одвиваат во корис на гостинскиот состав. Работнички настојува да му го нанесе на противникот четвртиот пораз во годинашниот шампионат и да се израмнат двата тима според билансот во досегашниот тек на прволигашката сезона. Ова е 151-во вечно кошаркарско дерби меѓу најголемите наши кошаркарски конкуренти. 89 победи има екипата од градски парк. МЗТ досега се радуваше на 61 триумф. Интересно, израмнете меѓусебниот биланс кога станува збор за соочувањата на овие два тима во Јане Сандански, во оваа новата арена, како и во некогашната Лименка, кој што беше позната на мала сала во населбата од овој дел од градот. По 32 победи севкупно за едниот и за другиот тим, кога мечевите се играле во Аеродром, за разлика од градски парк, каде што МЗТ има само 19 победи
и дури 47 триумфи на работнички. Ова малку како занимливост од статистички аспект пред почетокот на второто полувреме. Третиот период стартува со напад на работнички, меѓутоа плеймейкерот на тимот од Градски парк, Демиер Пиц, прави лична грешка, оттурнувајќи го од себе Магдевски уште при преносот на топката во противничкото поле. Ова е втора лична за Пиц. Доста тешкоти имаше МЗТ при изведувањето на топката од страна, за потоа Бојан Крстевски да ги запише првите поени. 48-55. Многу кошаркари на МЗТ останаа должни во првите две четвртини, некако тешко влегуваат во денешниот надпревар и покрај тоа што постигнаа 8 тројки од 15 шута, 6 од нив беа дадени во втората четвртина, едноставно тоа беше недоволно за да се одржи континуитетот и нивото во игра на екипата на работнички. Навлез новиот играч Балмазович, потоа асистенција за Кирил Николовски, кој што доаѓа до 10 поени. Се израмнува со Љубомир Младеновски. Двајцата некогашни членови на тимот на МЗТ Скопје Аеродром, за сега, според ефикасноста, први поентери во редовите на работнички. Николов вади за Маслинко, бие за 2, Маслинко нема погода. Прифаќа Николовски под собствениот кош. 5 скока повеќе има играчите на работнички. Младеновски 6 патени топки под обрачите. Не може да влезе во серија и покрај тоа што почувствува дека му лежи овој дел од мечот, му одговара оваа паза од средбата Николовски, затоа сега прави лична грешка. Три лични грешки има уште од првото полувреме Љубомир Младеновски, кој што е на клупата на стартот на оваа трета четвртина. Дамјан Стојановски. Целосно македонска постава на МЗТ на теренот. Бие Стојановски, одсвртување преку Пиц. 13 коша за капитенот. 57-50 водството на работнички. Лична на Николов. По Дамјан Стојановски, Николов е вториот кошаркар на МЗТ со 3 фаули. Кратко остана Кочов во соблекувалната, по само 2-3 минути го напушти под трибинскиот простор и се врати на клупата, оставајќи ги своите играчи веројатно да си кажат што имаат меѓу себе, во друштво, во присуство на некои од неговите соработници од бројниот стручен штаб. Видиме колку со поголема енергија МЗТ ќе влезе во продолжението од надпреварот, а ветувачка е оваа индивидуална акција и завршницата со поени на Кристијан Николов. 8 коша за него. Од 9 разликата сведена на 5 поени. Лескол. Опасно додавање беше ова за Маријан Младенович, спаси Балмазович. Има простор за Младенович, па сега Пиц. Изминува времето. Бие Балмазович, нема тројка. Со звукот на сирената без малку овој обид на најновото засилување на работнички. Николов, па Маслинко. Крстевски, Дамјан Стојановски. Не може да мине крај Лескол, добра одбрана на американецот, ја губи топката Стојановски, но сепак многу присебен вежд Николов и кон Маслинко за малку Цепелин. Искомпликувана целата ситуација. Има лична на Андреј Маслинко. Прв фаул на Хейден Лесколт. Доста фаули прават и едните и другите, вкупно 5 лични грешки за овие 2,5 минути. Магдевски, меѓу двајца играчи. Магдевски! 7 поена за него. 57-54. 8-2 серија на МЗТ. Маријан Младенович.
Лескол, покрај Крстевски, давање кон Николовски. Успеа некако да дојде до позиција за шут или подобро си ја создаде самиот, но и не реализираше. Магдевски. Николов. И понатаму МЗТ со репрезентативната, со македонската постава, која што беше дел од националната репрезентација. Нема поедни на капитенот Стојановски. Пиц. Остана против Николов, кој што мора да биде понежен во одбраната и затоа отстапи. 11 коша за Демиер Пиц, прв стрелец на Работнички. Добаво изведено, затоа продолжува Стојановски на спротивната страна. 15 коша за капитенот. Има и 4 асистенции за сега. Е за 3 Николовски, овој пат големо промашување, меѓутоа не успеа да спаси покрај се што стори Андреј Магдевски. Многу поборбени, поагресивни, пожестоки избраниците на Кочов по 15-минутната пауза. Излегува Крстевски, прв пат на натпреварот денеска, турчинот Раджип Атар, 20-годишниот талент од Турција, кој што му се приклучи на тимото од Аеродром, пранешен јуниорски, младински и кадетски репрезентативец. Четврта лична на Кристијан Николов. Ако денеска Џабари Хинц не е во ростерот, под кошот е на МЗТ, Николов веќе доаѓа до 4 лични грешки набрзо по паузата меѓу втората и третата четвртина. Ќе биде проблематичен делот во бековската линија кој што има Ѓорги Кочов. Имајќи предвид да речеме дека и на Милошевиќ речиси ништо не можеше претходно. Стојановски, бие Маслинко, породи тројка во првото, сега и уште една за Андреј Маслинко. Негови 13 поени, 9-та тројка е ова за екипата на Работнички. 60-59, разликата сведена само на еден единствен кош. Балмазовиќ биеше преку Стојановски, кој што и мораше да се штеди и тој да се чува од четврти фаул. Магдевски минува крај Пиц, вади надвор за Маслинко, пак ќе бие за 3. Маслинко уште еднаш погодува. 16 коша, 3 тројки на Андреј Маслинко. 62-62, израмнето е на средината на третата четвртина. Во најава супер интересен финиш на ова 151 дерби. Сам Младеновски сите 10 поени претходно ги даде уште во првата четвртина. Ова е негов 12-ти погодок. 64-62. Николов. Против Маријан Младеновиќ. Поставува блок турчинот Атар. Бие за 3. Николов. Тројка уште една. 2 тројки на Маслинко. Еве сега и на Николов. Одеднаш по подлого време МЗТ води во оваа 26-та минута. На полувреме губеше со 9 разлика. Пиц. Нема погодок од овој флоутер. Нема ниту офанзивен скок на Младеновски. Ова се минути на МЗТ. Мираковски доцни со тајмаутот. Пиц. Убав шут и уште поубав кош од цвртување на Стефан Балмазовиќ. Нова промена на водството. Претходната позитива која што имаше МЗТ беше на почетокот на втората четвртина, 24-22, со кошот на стартот на тој дел. И уште една тројка! Дамјан Стојановски, 4 тројки едно по друго на МЗТ. 2 на Маслинко, една на Николов и сега на Дамјан Стојановски, 80-ти кош. Евеа минутата одмор. We cannot win the game just with offense. What? With offense we don't have problem. We score every time. Кире Дачо измена.
You must play defense. Billy, your pick and rolls you switch with Bube. Okay? Ti samo pojavi se i vrage. Hey, first offense. Head for Dacho. Dacho is here, Bube is here. Foka, D receive the ball. Billy screen for Dacho, pass the ball, and after that was. Ajmo samo odbran stignuti, ajmo. 1, 2, 3. 22-11, двојно повеќе поени за МЗТ за 6,5 минути игра во третата четвртина. Ова е најдобриот период од мечот досега на избраниците на Ѓорѓи Кочов. Меѓутоа, далеку од тоа дека оваа средба завршува. Напротив, Работнички покажа во првото полувреме не само заби, туку и сериозна посветеност во намерата, во исполнување на задачата да му се нанесе пораз на денешниот противник и реванш за ноемврискиот неуспех на домашен терен. Маријан Младеновиќ. Магдевски прави лична над Младеновски, четврта тимска за МЗТ. Го исполни правото на 4 фаули МЗТ пред секој нареден да биде санкциониран со 2 слободни за Работнички. Маријан Младеновиќ, Пиц. Излезе Маслинко, Пиц од полудистанца. 13 поени за Демјер Пиц. Изравнување 68-68. 3 минути уште од оваа трета четвртина. Милошевиќ. Да одмори Николов, кој што има 4 лични. Магдевски. Излегува турчинот Атар. Магдевски презеде Младеновски. Краток во шутот Магдевски, па дефанзивен скок на Младеновски. Оди во контра. И прекршок, односно фаул на Маслинко. На работна неспортска лична грешка. Половина чекор да беше подалеку Младеновиќ и ќе беше тоа санкционирано со 2 слободни напад. За Маслинко ова е прва лична. Петти фаул за МЗТ во овој квартал од надпреварот. Маријан Младеновиќ, 8 кош, 7 ги даде во втората четвртина. Повторно води Работнички, 70-68. Милошевиќ. Фаулот од Пиц. Трета лична за Демјер Пиц. Пранешен кошаркар на Истанбул, на Розето, на Вентспилс, на Бенфика. Ерон Херис го оменува Дамјан Стојановски. Херис имаше извонредна епизода во втората четвртина со 4 од 4 во шутот за 3 поена. И тоа во оној период кога не му одеше воопшто на МЗТ во другите елементи од играта и кога практично Работнички ја создаде целата разлика. Веќе е наместен на шут за 3 Херис, меѓутоа ќе имали топка за него. Маслинко задржан од Мијатовиќ чисто. Работна чекори. Маријан Младеновиќ. Мијатовиќ. Маријан Младеновиќ извонредно функционира со Мијатовиќ во двете сезони во блокот Техна. Младеновиќ спушта за Младеновски, уште 2 секунди за овој напад. Добро за обиколи Атар, а чекор повеќе направи Младеновски. 20 години има, 210 сантиметри турскиот интернационалец Раджип Атар, кој што дојде од екипата на Банвит. Магдевски. Излезе топката, без малку од кошот. Не одолеа на искушението да поентира, кога веќе му беше даден простор, шанса да се намести и да нанишани. Мијатовиќ. Балмазовиќ. Шут на Балмазовиќ за 3. 9 коша за дебитантот.
Оди работнички пак на 5 разлика во 29-та минута. Ова е седма тројка од 17 обиди на кошаркарите на работнички. МЗТ има 12 од 20. Без погодок сега, без фаул, при овој влезна Милошевиќ. Пак паѓа МЗТ. Работнички ја враќа концентрацијата во многу важна фаза од мечот. Балмазовиќ. Нема фаул, туку само Атар изфрли во аут за екипата на работнички. Не знам баш. Последна минута од третиот период. Грешка сега, Балмазовиќ не можеше да ја улови оваа топка, затоа Магдевски со лесни 2 поена доаѓа до 9-тиот погодок. 73-70. Има најмалку уште еден напад работнички. Не сметајќи го овој. Стефан Младеновиќ во игра. Во рекетот фаул од Мијатовиќ над Бојан Крстевски. Втора лична за некогашниот центар на тимот на МЗТ. Се знае игра претходно во Куманово, 2 години незаменлив и во блокотехна. Атар. Малку го видовме во играта во напад за сега. Херис. Стефан Младеновиќ внимава на него. Милошевиќ, Магдевски. Во рекетот Крстевски и Атар. Магдевски храбро, но мора да извади уште една секунда за шут. Херис изминува времето, ја испрми оваа топка. Херис прво негово промашување за 3, а потоа Крстевски и Магдевски не успеа. Двајцата си попречија еден со друг, а поентира Стефан Младеновиќ, но ќе го прегледуваат овој момент судиите за да биде утврдено дали поентираше Стефан Младеновиќ во дозволеното време. Официјално поените се уште не се запишани. Арбитрите ќе сакаат да ја погледнат снимката. Да го погледнеме уште еднаш моментот. Игор Митровски и Александар Давидов се на записничката маса до бараме последниот кош на Стефан Младеновиќ. Одавде најдобро ќе се гледа противничкиот семафор. Поените нема да важат. (73 спрема 70). По 3/4 од надпреварот, МЗТ во третиот период анулираше 6 од 9 негатива со кои што замина на полувремето. 24-18. Сметајќи го само третиот квартал од мечот. Работнички понатаму со далеку подобар шут за 2 поена, дури 70% реализација има гостинската екипа, 21 погодок од 30 шута, 7 тројки од 17 обида, севкупно тоа се 59% реализација од поле. МЗТ подобар процент има за 3, 12 од 22 или 54% реализација, слично како и во шутот за 3 поени 14 од 26, со тоа што работнички и понатаму доминантен во скок играта. 25 фатени топки по добрачите во споредба со 17 на МЗТ. 7 скока има Младеновски, 5 Кирил Николовски, 4 Пиц. Маслинко со 4 скока е прв во овој статистички сегмент во екипата на МЗТ, која што отвора со напад во овој завршен четврти период од дербито со работнички. 73-70 води работнички во Јане Сандански, а по асистенција од Херис, турчинот Раджип Атар ги постигнува првите поени. 72-73. Минимална разлика. Бие Лескол за 3. Каток во шутот. Кон средишницата на претходната четвртина МЗТ во 2 наврата се најде и во водство. Поведеше во 65-64, подоцна и со 68-66, а сега Магдевски избрза со еден шут за 3, меѓутоа потоа и среќата го посека
домашниот состав. Невнимание таму на работнички под собствениот кош и 14 секунди за напад. Херис, Крстевски, Дамјан Стојановски. Треба да се размислува веќе на шут. Не е нападот 24 туку 14 секунди. Магдевски речи си од 10 метри бие Магдевски. Мораше вака. Прифаќа Херис. Трета шанса. Додавање од земја за Крстевски. Реализација на Бојан Крстевски. 4 коша за центарот на МЗТ. 74-73 победува домашниот состав на почетокот на 32-та минута. Лескол, Мијатовиќ, па Стефан Младеновиќ. Маријан Младеновиќ, обајцата во левиот дел од аголот. Тројка на Маријан Младеновиќ. Преку Дамјан Стојановски, кој што рече си и да не игра одбрана или барем не со контакт. Од поодамна има прилични грешки, а Маријан Младеновиќ втора негова тројка. Повторно води работнички 76-74. Стојановски се одмота натре во пик ен рол од Крстевски, но Дамјан за 3. Инсистираше на самостојна завршница. Лескол. Извонредна асистенција за Младеновски, кој што не пропушта да забие против тимот, каде што, би рекол, се етаблираше во нашата клубска кошарка. 5-0 прави работнички. За една минута. Магдевски. 2-2 со Атар. Магдевски сам го крена шутот преку Младеновски. Солираше, меѓутоа треба да загризе. Ќе се врати Масленко при првиот нареден прекин. Лескол за Маријан Младеновиќ, па Стефан Младеновиќ. И тој бие преку Дамјан за 3. Овој пат не. Нема кош. Магдевски. Нема центарска игра, нема топка во рекетот, поради доминацијата таму на Младеновски. Се намести Крстевски на шут за 2 пост од позицијата кој што се изведуваат слободни фрлања. 6 коша на Бојан Крстевски, 4 во последната четвртина. Ново изравнување на 6:40 до крајот. Маријан Младеновиќ. Лесколт убега на Херис, остана зад него американецот и прави фаул. Му побегна Лесколт на неговиот сонародник. Беше јасно и само со лична може да биде задржан. Барем кош не даде. Од тој аспект стартот и личната грешка на Херис се разбира оправдана. Хеден Лесколт. 2 слободни фрлања промашија кошаркарите на работнички од вкупно 12 до сега. Ова е третото нереализирано. МЗТ има 6 од 8 погоден. Девет поени за Лесколт. Прв кош е во второто полувреме. Балмазовиќ се врати. Мијатовиќ повлечен од игра. Магдевски. Сам против Пиц. Магдевски. Овој пат не го посака топката. Емир Пиц. 15 поени за најефикасниот играч во редовите на работнички Пиц. 3 разлика пак води работнички. 35-та минута. Стојановски. Обид на Крстевски за тројка. Нема погодок. Нанижа неколку нереализирани напади тимот на МЗТ. По на водство 74-73. Лесколт против Крстевски.
Навлез Лескол, бараше контакт, се предомисли во последен момент, сакајќи да проигра за Младеновски, меѓутоа ќе остане во напад тимот на Работнички. А само уште 2 секунди имаше за завршница на акцијата. Прв пат во второто полувреме Феми Олуџоби во поставата на МЗТ на местото на Крстевски, повлечен и Магдевски. Николов се враќа, кој што има 4 лични грешки. Мораше вака, изминуваше времето, доста збунети кошакарите на МЗТ кои што дозволија да бие Лесколт и сега мала консултација меѓу Феревски и Давидов. Ќе сакаат да ја проверат телевизиската снимка арбитрите за она што се случи во овие 2 секунди под кошот на екипата на МЗТ. За жал, нема да можеме да го повториме ова и само уште да имаме начин да соопштиме на записничката маса дека нема да бидеме во можност да го пуштиме од скоп материјалот кој што е спорен во оваа ситуација. Забелje, јас сум горе на спротивната страна каде што се камерите, па немам начин за да им довикнем на судиите. Продуцентите наши се веројатно само гледачи. Кога би погледнал некој од арбитрите нагоре, каде што е моето коментаторско место, веројатно и би го забележал сигналот кој што го давам со некаква си пантомима кон арбитрите. Со оглед дека нема да можат да ја погледнат снимката арбитрите, остануваат на првичната одлука, а тоа е напад за МЗТ. Првобитната одлука на судиите останува во сила. Имаме проблем со видеомиксерот и затоа нешто поскромен ќе биде во наредната минута 2 телевизискиот пренос. Зата и техниката во најлош можен момент. Полошо ќе беше само да се случеше ова во на истекот на надпреварот, во последната четвртина, вака барем на средина од завршниот квартал. Арбитрите во консултација со делегатот Ѓорѓи Пиперков, предпоставувам не толку за спорниот момент, колку за амбиентот што се создава на трибините, а всушност публика и не смее да има. Значи добива МЗТ шанса за напад, судиите не можеа да проверат дали евентуално Работнички ќе извлече евентуален недосуден прекршок во прв момент во тоа кратко време, додека за само 2 секунди изведуваше топката од противничкиот кош. Поени на Феми Олуџоби. 80-81. Остануваме на главната камера, не сме во можност да менуваме кадри. Проблем со опремата во репортажното возило, но барем ќе бидеме во тек со оно што се случува.
81-81, средина од последната четвртина. Тројка на Балмазовиќ. Не седава жилавиот тим на Работнички. Надчовечки напори му требаат на МЗТ да го добие овој меч, но во грешка сега влегува и Николов. Погодок и на Пиц, 17 коша. 81-86 на 4,5 минути до крајот. Повторно Работнички прави исчекор и бега на 5 разлика. Тайм-аут за Кочов. Добро беше, фейк и готово. Фейк, let's go. Кико, зашто брзаш, мајсторе? Имаме цел напад, сме примиле, тројка сме примиле, нема да ја вратиме одма. Маслин го остани таму, задржи спейсинг. Магнитски, go for error. 1, 5, 2, 4, and 3. Дамјане, Дамјане. Дај. Бам. Кога судбината ќе те порази, I've got to go find Johnny. помошта ја бараш само His daughter just turned up dead 3 hours ago. кај најблиските пријатели. Anyone, man or woman, who had anything to do with her death, I will kill. Who the fuck are you? I'm a father. I can't have you doing what you do in my city. But until we find the people responsible, you play by my rules. I loved her. So did I. Damn, you one fast motherfucker! Шокантна приказна за ќерката на најдобриот пријател. Го води на забранети места. You fucked up as a father and now your daughter's dead. Are you okay with that? My daughter was a whore. Do you know what that is doing to me? You better kill me now, because if you don't, I'm gonna hunt you down, and I'm gonna kill you. Без толеранција. Загубивме некоја половина минута ефективна игра на свој ризик, на наш ризик, почитувани гледачи, за да ја оспособиме опремата за нормален, квалитетен телевизиски пренос на ниво. И можем само да им честитам на моите колеги во репортажното позиво и да им заблагодарам за тоа што вложија максимум оно што ќе се случува до крајот, да не бидеме принудени да го следиме со минимум опрема или само со една камера. Најважно од се, 3,5 минути се враќаме во целост со оно што се случува на паркетот, а тоа значи дека и евентуалните спорни моменти до крајот од мечот ќе можеме во целост да ги евидентираме. Во меѓувреме, кош немаше на теренот, две слободни фрлања ќе изведе крилниот центар на МЗТ на новото американско засилување или нигериецот со американски пасош Олуџоби, кој што има досега постигнато 5 поена, еве го шестиот. 82-86, Работнички и понатаму во водство. Остануваат 3,5 минути до крајот. Седум поена за Олуџоби. Разликата 3 коша. Николовски. Нешто потиво во второто полувреме.
но и помалку играше. Мјатовиќ ровно беше на паркетот. Балмазовиќ. Офанзивен скок на Николовски. Не успеа да го затвори рекетот МЗТ. Нови 14 секунди напад за Работнички. Висок низок има Николовски. Удвојува Олуџоби. И потоа аут. Сгазна на линијата Пиц. Тешка топка, фрли наназад. Николовски не можеше да го спаси ова. Никако. Демјер Пиц. Пред очите на Давидов. Николов. Последни 3 минути. Николов и Магдевски. Милошевиќ денеска како воопшто да нема облечено дрес на МЗТ, што одигра речиси со ништо не придонесе во играта на тимот на Ѓорѓи Кочов. Џабари Хинце само гледач повеќе, она му под кошот. Прашање и дали воопшто повторно ќе го облече тимот дресот на Аеродромци во продолжение со оглед на чистката која што ги снаоѓа странците во редовите на македонскиот кошаркарски првак. Стојановски. Лична на Николовски. Ова е трет фаул на Николовски. МЗТ има само една лична грешка во последниот период. За повеќе од 7 минути игра, Работнички го исполни бонусот. И сега предстои една фаза од мечот каде што секој погоден шут е битен, каде што грешките ќе бидат двојно казнувани. Греши Стојановски, само едно слободно реализираше. Две минути е Работнички без кош. Има право МЗТ на така наречени мали лични грешки, мали фаули. Балмазовиќ. Тргнува на дриблинг, минува крај Маслинко. Загубена топка. 12 грешки и Работнички. За сега 9 МЗТ. Николов. Се излекува Олуџоби против Николовски. Олуџоби, малку грбна техника, вади за Магдевски, шут на Магдевски, нема тројка, не служи шутот од дистанца како претходно во средишницата од надпреварот. Останува МЗТ на 12 тројки од 30 обида, ги промашија домаќините последните 6 обида за тројки. Промашување сега и на Балмазовиќ, меѓутоа ја освои топката Пиц, внимателен Стојановски, последни 2 минути. Магдевски, Дамјан Стојановски, саме Николов, излета Лескол, Николов и тој не може да погоди. Меѓутоа Стојановски, па Маслинко, во налет Магдевски, тешка позиција, и ова не е кош, Олуџоби, и ова не е кош, има фаул за 2 слободни. Невидена драма во завршницата. Пиц ја направи 4-та лична грешка. Шест коша на Олуџоби во последната четвртина. Реализираше 3 слободни во оваа фаза. Промаши едно Стојановски, сега и Олуџоби. И понатаму Работнички се уште во позитива, иако повеќе од 3 минути нема кош. Пиц го крена шутот, погодува Демјер Пиц. 19-ти кош, тајм-аут бара Ѓорѓи Кочов на 3 разлика водство на Работнички, 81 секунда до крајот.
Too fast to kick fake. Too fast and we don't make a foul. He's coming straight on me, coach. Okay. Okay, Let's go. Ajde, odbrani, da im dame lesni koši da se na kraju. Listen now. We'll score now. 4, 3, 2, kick on, okay? Go, pass, hand off. Press break. Here, kick on, here. Damjan, 3, Magdalski, pretrči, 4 and 5. 2 screens for Damjan, okay? 2 screens for Damjan, they are in bonus. Watch out, David. 4, come here, pass to him, 4, make a screen for 1, popni se, semi foul, take a foul. Ajde. And 3. Кој би можат да бидат оние неискористени слободни фрлања на Дамјан Стојановски и на Олу Џоби во периодот од 3 минути кога работнички беше без кош. Се до пред овие поедни на пиц со кој што тимот од Градски парк побегна на 3 разлики. 88-85. Гостивар веќе ги однесе бодовите од оваа сала. Триумфираше со 78-72. Тоа е единствениот пораз на МЗТ пред домашната публика во годинашната сезона. Стојановски е звонредно. Кога е најпотребно. 21 кош. Последна минута. Води работнички една разлика. Ќе биде ова надпревар на една топка. Пиц, одличен пик ен рол со Мијатовиќ. Додавање за Маријан Младеновиќ. Мијатовиќ, 7 секунди за нападот. Пиц, остана против Олу Џоби. Бие за 3, нема погодок. Кој ќе фати оваа топка? Прифаќа тимот на МЗТ. Не успеа Мијатовиќ. Сега аеродромци во ситуација да стекнат водство. Половина минута до крајот. Ќе има време. Осмислува Магдевски. Поттурнат Олу Џоби, фаулираше Николовски. 2 слободни. Едно убаво, гледливо, содржајно дерби на кое што не достига само публика. Или барем официјално не достига публика. Најважните слободни фрлања на мечот. Израмнување, 4 осмици на семафорот. Дали и деветка сега кај скорот на МЗТ. Веќе 9 поени на Олу Џоби. И потоа снаодлив не успеа да реализира, меѓутоа си заслужи уште 2 слободни. Има фаул, дали не и за неспортска лична. Наивно кошаркарите на работнички му дозволија на Олу Џоби сам да појде. Немаат намера судиите да прегледуваат, остануваат на 2 слободни на Олу Џоби. Останува на своето место. МЗТ победува. 89-88. Еве го МЗТ на плюс 2, 90-88. Тайм-аут за Мираковски. Kire, Billy, Hayden, D and Foka. D. Inbound here. Kire, Foka. No, obrano, sjedi bre. 24 imam, kaj da imam. Ima i 2 faula. Pazite faulove, će brzo praviti sigurno. Okay, from here. Foka, go here. Kire, receive the ball. D, take the ball. Hey, immediately. From here.
Kire run down, Foka run down, this. You go make this high pick and roll, immediately you attack. Okay? Hey, we must attack fast because they will make fouls. After that, they will make some fouls. After that, when we bound there, we bound like this. Here is Foka, 5, 4, 2, and 1. First go, other go. After that, everybody go down, play pick and roll with him, and play one-on-one. Ajmo, 1, 2, 3. Rabotnički. Значи 24,5 секунди до крајот на надпреварот. МЗТ води 90 спрема 88. Работнички има напад, поаѓа од сопствениот кош, но домаќините имаат право на уште два мали прекршока, на два мали фаула, само две тимски лични грешки во оваа последна четвртина. Има поединци кои што можат да си дозволат тактички фаули, што ќе бидат направени и рано. Пиц. Еве го Масленко, еве го тој фаул за добивање на време. Поминаа 6 минути, односно 6 секунди од нападот. Маријан Младеновиќ за Пиц. Еве го уште еднаш Масленко. И сега веќе доаѓа до 4 лични грешки и МЗТ. Ќе се оди на шут за 3 или евентуално на израмнување. Пиц. На него Олуџоби. Тргнува Пиц сам, бие преку Олуџоби, израмнува на 5 секунди и 60 до крајот. 90-90. Тайм-аут за Ѓорѓи Кочов. Хичкоковска инфаркт завршница на ова супер драматично дерби без публика. Ajde, dame, košimo bez broja. Aaron. Go for him. Jedan. Ne. Daj mi go Kiko. Vaka, ajde, zemi van. 1. 5. 3. 4. Znaat to. Što? Ajde. Okay. Damjane, from this position. No, 5 here. Neke switch out. Damjan, for this position. Aaron, you're here. Ja skaj sam. You're here. Damjane ovdje, ti si ovdje. Maksimo samo kaže, sad gledam, mora da izvedemo. Aaron, you make a screen for 5, go here, Damjan go here, put the ball on Damjan and play man to man. Ajde. Okay? Ja idem da... Ega 3, you go on, ali you. Пет секунди и 6 десетинки. Нападот предно поле. Еве ги блоковите, без топка, добива топка Дамјан Стојановски против Лесколт, отцвртување. Тоа беше одлуката на Дамјан Стојановски. Стојановски поентира, можеби за победа на 1 секунда и 1 десетинка до крајот. 92-90. Останува уште теоријата за работнички. Тайм-аут за Мираковски. По овој 23-ти кош на Стојановски. D. Inbound. Kire. Billy. Hayden. Who is other one? Stefan. Hayden. Stefan, listen now. How they give the ball. Stefan, go this. Inside. Hayden follow him, go in the 3-point line. And on the end, Kire make a screen for Billy in the corner. Shoot the 3-point. Gledaj, ako preuzimaj, samo se otvori na zice. Hey! Be alone on the layup and we You can must, go to overtime. hello! Everybody like say, hey, 2, 3, 4, 5. First one here, 5 or 4 in the corner. Hey, fake here, pass in the corner. Hello, samo primi dobro. Време има. Едно додавање е дозволено.
но треба и невнимание на одбраната па да се поентира во ваква ситуација. Изминува времето, 5 секунди истекла, а немаше слободен играч Демиер Пиц и одбројува арбитрите едноставно работнички кога веќе беше толку близко до успех, мораше па макар да ја загуби топката во оваа ситуација при изведувањето на аутото од Пиц. Огромна драма во завршницата и триумф на МЗТ Скопје Аеродром против Работнички од 92-90 во второто годинашно дерби меѓу вечните ривали на македонската клубска кошарка. Вкупно 151 досега во историјата. Неверојатна драма во завршницата, особено во последните 24 секунди во кои што се влезе со нерешени 88-88. Прво Олуџови реализираше две слободни за 90 спрема 88, за потоа Пиц да го изедначи резултатот на 90-90 на само 5 секунди до крајот. И МЗТ имаше тайм-аут, доволно време да изведе напад, пошто Дамјан Стојановски го постигна најубавиот погодок на мечот, погодувајќи од цвртување преку Лесколт на 1 секунда до крајот за конечни 92-90. Тоа беше решавачкиот кош на средбата и 23-ти погодок за најефикасниот играч, капитенот на домашната екипа, кој што покрај 23-те поена имаше и 5 скока и 5 асистенции. Во редовите на победничкиот состав 16 коша за Маслинко, 12 за Херис, по 11 за Олуџоби, за Николов и за Магдевски, додека во редовите на Работнички најпрецизен беше Пиц со 21 кош. Извонредно издание и на некогашниот центар на МЗТ Младеновски, кој што заврши со 14 поени и 9 скока, меѓутоа направи 5 лични грешки. 15 поена забележа дебитантот Балмазовиќ, 13 Маријан Младеновиќ, а 10 Кирил Николовски. За МЗТ Скопје Аеродром, 13-та победа во 16-тиот надпревар од годинашната сезона. Има и 3 порази актуелниот шампион. За Работнички ова беше 5-ти неуспех во 16-тиот меч. 2 од 5-те пораза на Работнички се во меѓусебните соочувања со МЗТ. Штета што дербито во Јане Сандански не се играше со присуство на публика, меѓутоа гледачите во телевизискиот пренос ужива во неверојатно возбудливата кошарка. Почитувани гледачи, гледајќи ги уште еднаш најзанимливите моменти од надпреварот, особено од оваа последна четвртина која што го донесе и резултатскиот епилог, ве поздравувам од спортскиот центар Јане Сандански, од екипата на македонската телевизија која што учествуваше во реализација